Добро, тоа нека врти. А ние да почнеме со презентацијата. Значи, денешната тема е генеративна вештачка интелигенција и сега ја како професор малку прво теоретски да објаснам, за да имаме шо повеќе исто разбирање и после ќе пробаме нешто практично да покажеме и друго ќе видиме веќе готови примери и наши и од најактуелни сега што се некои ги најдов. Ако не сте ги виделе да видите до крај стигнат оваа работа. Значи прво за вештачки невронски мрежи. Вештачки невронски мрежи инаку се развиваат преку 60 години. Арнава до скоро не им беше јасно на сите што е тоа што вештачките невронски мрежи го учат и како тоа го учат. Значи предедно само 15 години си имам расправано со еден професор по вештачка интелигенција, ама од онаа традиција на математика, логика, пропозиции, објективизам и така натаму. И тој едноставно не може да се убедиш. Меѓутоа, кога дојде ред овие вештачки невронски мрежи да се користат за обработка на слики, тогаш веќе на сите практично почна да им станува јасно што се случува и што е тоа што тие всушност како ги учат нештата. И сега, значи, на некој му текна овака, например, ти можеш да покажеш на овие вака се викаат неврони. Предпоставам сте видели вакви шеми, овие се врски, овие ги викаме неврони. Тоа се инаку математички концепти. Тука се случува скаларен производ у суштина, значи множење и собирање на сигнали. Меѓутоа, кој што научил, буквално денес можеш овака да покажеш, кажеш ајде да видам ова B2, ќе ти покаже слика. Супер. Ајде видиме ова. Добро, А2 научил нешто друго. Тоа е тоа што сега ние ќе почнеме од таму уствари да гледаме. Инаку претходно во машинска визија научниците, да кажам, пробува да измислат некаква, тоа се вика feature representation на англиски, значи некаква представа на особините, на карактеристиките на делчињата од слика. И така има SIFT, например. Вие сте учеве некој тука, не знам, Hawk, овие текстон, да речеме, че ги гледаме повеќе на оваа слика. И тоа се така математички дефинирани, овие ги викаат исто wavelets, мали бранчиња, па наречам тука за оние блоб, како за дамки детекција, и овие тука како за детекција на линии. И тоа со гледате под различен агол, како се завртени. И од ова се пушта на една голема слика, делче по делче, и има тоа се како одзив се вика, и гледаш колку е слично тоа делче со нешто од овие тука, па тоа, сега се враќам назад, па тоа го ставаш тука на врез и натаму невронската мрежа ја обучуваш. Тоа беше до пред 10 години, да кажам, може би веќе 15, актуелно. И тоа е feature learning problem. Ова е тоа, значи едно парче од сликата, сега тука вака с големини пикселите за да биде повидливо. И тоа како ќе го представиме? Ако го представиме вака со вектор еден, и сега да биде полесно, ова дури се црно-бела фотографија, значи нијанси на сиво. И наместо овака за секое делче да имаме некој вектор со колку што е димензиите на тука парче, на овие и тоа поодамна, ама некако тоа постепено се развива и им текна дека уствари може некако да се издвоат определен број на карактеристики, кои што ние ќе кажеме овака колку е. Например, за да ви биде уште појасно, на следната слика, тука се такви 64, значи од 1 до 64 и разни овакви. И тоа ова се научени карактеристики, не е математички дефинирани. И после тоа на било која слика што се анализира, ти гледаш ова парче од сликата, колку има од секоја компонента. И тоа, значи, овака како едноставна формула, вика, да речем, од овие трите само, ако ги измешаме со дадени тежини, и ние би го добиле тоа парче од сликата.
Всушност, ова, сега треба да ја подсети на невронската мрежа, еве ги тежините што се учат и ова се тие карактеристики од претходно ниво. И така, фактички, представата на едно парченце од свиката може да биде како еден вектор со димензија што ние ја диктираме колку сакаме, колку имаме можности. И еве за тука за почетнички пример 64 само елементи. Ама во тој вектор од 64 елементи имаш повеќето се нули и само имаш неколку кои што имаат дадена вредност. И тоа се вика sparse representation, sparse coding. И сега го викат. И тука имаше два такви примери како може да се комбинираат оваквите карактеристики за да се добие како резултат одредена некоја свикичка. И фактички они кои го пуштаат на голем број на свики за да се обучува на најразноразни свики и викаа, гледайте, вика овој метод сам како да измисли тоа што се вика edge detection, откривање на рабови, што ние претходно математички се обидувавме да ги најдеме на дадена свика каде има рабови, значи линии каде има, каде нема. И после тоа нормално им текна чека да одиме со повеќе нивоа што ќе се случи. И фактички од свиката првото ниво е тоа кое што некако само ги открива такви рабови, еве тука некои дамки што би постоеле во свиката, а веќе средното ниво, бидејќи прави комбинација од ова претходното ниво, тука како системот да препознава некакви делови. По случајов е примерот со лица и веќе тука лесно препознаваме сите, очи, гледаш нешто, нос и така натаму, значи делови од лице. И веќе на барем уште едно ниво нагоре, таму биле комбинација од овие и дури нашиот народ ги вика црти. Така, значи од овие карактеристики, како црти на лицето и се добиваат веќе цели лица, таму е тоа како неков модел, полесен за препознавање. Еве конкретен пример, ова е од некој труд од пред 11 години и пак еве го првото ниво, тука е веќе сега со боја, значи ова е многу пореално отколку таа претходната слика. И пак еве гледаме линии, гледаме некои дамки во разни бои. Како ова да се представи? Пак RGB со 3 бројки. Секој од ова пикселчиња тука и фактички ова е првото ниво, веќе второто има нешто, не се позна многу, ама на третото ниво веќе нешто се познава. Еве да речеме тука гледате клун. Значи ова е за птици. Тука око ми личи мене ова, еве уште едно око, разни видови на очи спрема животните, спрема таа базата, односно податочното множество се вика тоа, од кое што црпевани свики и такви карактеристики извлегле веќе на третото ниво. Ова е моментот кога луѓето веќе почнаат да сваќаат дека овие невронски мрежи се применливи и лесно да разбираме што се случува, значи што е тоа што тие го учат. Сега пак продолжуваме со невронски мрежи, бидејќи вообичаено невронските мрежи одат по слоеви и сега измислија два типа на премини од еден во друг слој. Ова и на првиот слайд се вика fully connected, значи целосно исповрзани на секој со секој елемент од претходниот слој во следниот слој, а додека има овакви што се вика конволуцијски слоеви, таму некако постои поимот за соседство. Значи овие гледате примаат сигнал само од соседите, замислени соседи, а не од овој тука не влијае на ова. Например, ова е тука како во една димензија, за да биде повидливо, еве како всушност тоа е кај сликите, значи за овој пиксел, овој тука пиксел, неговите соседи. И сега тука е плюс-минус 2 пиксела горе-долу сите страни, може така да биде дефинирана таа конволуцијата, или тука е
по-тесно соседство, плюс-минус 1 пиксел. Разбирате? Само тие, тука се множат, се собираат и така натаму, си извлекува, замислете някаква карактеристика и се пренесува на следното ниво. Значи това е конволуција. Битно е, ова да го сватиме, накрај пак ќе го искоментираме. И така, ова е една типична конволуцијска невронска мрежа. Ја викаат, која што има повеќе слоеви, тука не се нисите нацртани, за да биде по-лесно видливо, и гајаме тука ова се димензиите на матриците, односно тензори они ги викаат, и тука пишува кој слој е конволуцијски, па има некои други функции, не се толку ни битни, и на крај тоа од слика се стеснува и тука овие вака што се видни, тоа се обични вектори и тоа веќе го викаат fully connected. Тука има, значи, два слоја и фактички овие fully connected тие повеќе меморија бараат, од што има 4096 елементи во еден слој и у следниот 4096, значи тоа веќе преку 8 милиони таму врски има. И на крај, битно е дека има ова 1000, зошто има тука 1000, бидејќи ова е специјална мрежа за надпревар, каде што сите објекти во тоа податочно множество се класифицира во 1000 разни категории. И на крај еден само елемент од овие тука ќе има најголема активација и ние викаме, тоа е елементот или на категоријата број не е битно 237. Например, и така знаеме што препознало, после читаш од бази и гледаш дали е, не знам, делфин или е патка, например. И така натаму. И добро. Ова е сега така. Објаснуваме малку. Даунсемплинг е што ние почнуваме. Ова е почетната резолуција на свиките. Значи, ова се малечки свикички. Така почна. Видате, по 3, значи 3 бои. И полека, како гледаме тука, гледате, овие се само 28 по 28, 14 по 14. Значи, ептен малечки матрици таму добиваме. Овие последните се fully connected layers и еве како тоа од фактички предходните кои што беа дводимензионални матрици и на крај се претвараат во вектор со соодветните тежини таму се пренесува, тоа го викат reshape и така натаму. Зошто? За да сега може да ги гледаме вака цели архитектури, за да сватите како. И тоа гледајте ова уште 98-ма. Тоа што не беше популарно. Гледате, ние сега отпосле анализираме и каме, чека, ова не било толку скоро. Меѓутоа, еве, как и друго, дојде до спој на брзина, значи се разви овие графички картички, и друго со интернетот, значи се поголема достапност на свики и така натаму, значи на податочни множества, нивната комбинација доведе до оваа револуција сега на која што сме сведоци. 98 ни пробуваме на, не знам, на букви. Нешто такво што не е толку интересно. И пак, слично, еве го прозорчето на соседство, прават конволуција, така повеќе пати и на крај тука ги пеглаат, овие се fully connected неколку слоја. Него револуцијата почна 2012. Ова е, така се ика, иконична, многу позната архитектура. AlexNet победи на тој надпревар за 1000, еве ги тука 1000 разни категории и фактички ова е, ама тука ќе го објаснуваме. Значи пак, од свикички 224 по 224 се прави конволуција повеќе пати, така имате, повеќе, се до тука и тука веќе сега секој со секој, овие dense исто, fully connected или dense connected е истото, ги викаат, и на крај се добива. Ето толку е. Ова е, значи, само за препознавање. Уште не сме стигнали ние до генерирање. Ама како почна, ви кажам. И ова што гледавме претходно е 2015 и после веќе лесно беше, некој кој ќе направи како скок поголем, револуционерен и после другите следат. И сега 2015 пак ајде GoogleNet, овие
Сега и пише тука на 22 своја, шо повеќе се. Пак малко им беше. Ајде, 2016-та, Реснет, 152 своја. И таа не се вика длабоко, демек. Многу. И тука веќе почна да им се појавуваат проблеми, бидејќи тој алгоритмот за учење, што се вика error backpropagation, значи он ја враќа грешката наназад и таа станува се помала тоа изводот и веќе не влие тука и ништо не учи. Пе им текна вака да има врски што прескокнуваат некои слоеви, а не мора дори да биде директно. И после дојде оваа мрежа, оногаш 2015, значи приближно тој период, и ова ја викат U Networks. Зошто ти ова каму личи на U? И тука тоа прескокнување од слој на слој не е само како претходно по 3 слоја, не, него тука овој скока не знам колку, па овој уште повеќе, и овој га е од почетокот директно на крајот. Ама ова зошто е битно, бидејќи фактички на овој начин мрежата учи различна абстракција на тие слоеви. Предвидете, овде фактички во сликата, ако замислиме, во сликата сега некои делчиња или се поблиску едно до друго, ама некои делчиња сега ова тука со ова тука. Така па тоа за да се фати таа подалечна врска е фактички слушат оваквите врски што може да прескокнуваат слоеви. Отинаку овие тука слоевите, рековме конволуција само за соседство и така би научила само малечки структури. За да може да учи по-големи структури, за тоа се фактички, писам не е дека не тоа смислено, пробувајќи и така. Лесно ние на универзитетските професори, бидејќи ние отпосле ги толкуваме работите, разбирате, и им даваме теоретска некоја основа. Но повеќе од ова е добиено, да ви кажам право, со експериментирање. Значи некаква интуиција ги води тие луѓе и гледат какви грешки се прават, ајде да пробаме овака, добиваме некој резултат, не е уште добро, чека уште малку, ај ова да додадеме, ај ова, и така повека стигнавме до овие архитектури. Океј, одиме сега на следно, што е исто така револуционерна архитектура, се вика GAN. И така ја пишуваат GAN. Тука веќе прв зборот генеративно. Значи, Generative Adversarial Networks. И така, пиеве, си правеве муавет на шанк и на овој му текне, чекај, знаеш, ако вака направа, нема шанси, овој ми добро. И овој оди вечерта дома и седнува програмира и ја добија првата верзија. И добија успех за првата верзија. И после тоа објавува труд. И да, тоа е исто пред 10 години, 2014. Тука што е работата, значи, општата идеја е дека не учи само позитивни примери, туку и негативни примери. Гледате, за да се научи границата на едниот концепт со другиот концепт, ти му даваш и може да му даваш и спротивни примери. А додека овие претходните, бидејќи има само таму множење, собирање и само со позитивни, ако е негативен, ништо. Па овие измислија така и што се прави? Например, пак ова за букви, некој, например, ти му даваш множество со вистински, да речеме, кинески букви, не е нешто што ние не го разбираме. Значи, множество со вистински кинески букви и множество со лажни кинески букви. И има две фактички невронски мрежи што треба да се истренираат. И затоа се враќа на оваа претходната, дај како кратци полицајци. Значи, овие прават фалсификат. Значи, едната мрежа се труди да го збуни оваа другата невронска мрежа, да помисли дека тоа е вистинска кинеска буква, а оствари тоа не е. И затоа едното се вика дискриминатор, а ова другото е генератор. И овој тука цело време измислува нови лажни букви, а овој тука треба да се истренира
да разликува што е фалсификат, што не е. И тука има real и fake. И само тоа го учи. И сега добро, тука не е прикажано, значи таа грешката се враќа на нас. Кај е тука ова генераторот? Е овде, гледайте го, random noise. Значи он почнува со случајни бројчиња, случајни нијанси на сиво и стално може нова и нова некоја да измисли. Има многу комбинации. Така и за малечка слика има многу комбинации. Еве тука сега пак малку на сличен начин, малку по-математички. Ево го дискриминаторот, ево го тој генератор и ова лос е грешката, што се учи дали е вистинско, дали припаѓа на таа категорија или не припаѓа на таа категорија, сега општо земено. И има два режими на работа, му покажуваш вистински слики и го тренираш овој тука, дискриминатор, а после тоа го тренираш овој генераторот, што по-добри фалсификати да прави. Тоа тука го тренираш. И ова исто тука, latent random variable, ќе го се вратиме пак на тој поим, латентен вектор исто го викат. И еве ги првите резултати, што биле ветувачки, за генерирање на измислени лица. Видите? И сега ние препознаваме тука во сите овие примери, не е сјајно, ама окей, било ветувачко. Натаму, кои проблеми се јавуваат и се уште се јавуваат ке оваквите мрежи, ако е многу подобрено. Например, има проблеми со броење. Он генерира тука колку очи, колку глави. Разбирате, се и се што. Проблеми со перспектива. Сега тука газот со главата го испомешал. Например, или од двете страни како да има лице некој мачи и така натаму, и проблеми со глобална структура. Ова уште, и дури си го признава дека уште имаат проблеми со тоа нешто, ќе дискутираме на крај зошто. Ама веќе дојда подобрување, значи у текот на наредни 2-3 години само тоа интензивно се истражуваше и има сега смешни тука грешки, ама веќе ова личи не е толку лошо. И така. И дури после измисля нешто што се вика пренос на стил. Значи му даваш ти пример на некоја уметничка слика од разни автори и после му даваш фотографија и он тебе ти прави уметничка слика во стилот на тој уметник. Ова нешто тука се зезавме со другарите и си добив две уметнички слики. И еве тука исто други примери од Скопје у паркот, тоа од Неготино и така натаму. И дури може ова се употребува од еден стил во други два стила. И сега веќе тука почнуваат тие проблеми од типот на крадење на стилот, има ли право на тоа да го прави некој и така натаму. Добро. И еве исто ова е поново, значи пробав уште ден работи ова и може да видиме како создава нови лица. Има веб страна сика This person does not exist. И сега да пробам овака. И кликаш тука refresh и стално дава нови. Сега ако само ја гледам, сори. Чеки доди тоа нешто треба тука изграденче да направам, добро. Ако имаме доволно среќа, ќе ни се погоди некоја грда слика, ќе се шокираме и ќе сватиме дека како прави грешки. Иначе овака нема проблем. Тука се грешките. Значи, бидејќи ова има и сега attention механизм и така натаму, тие се фокусирани повеќе на средината на сликата и тука обично нема грешки околу лицето. Друго, сите лица на сите луѓе на планетата се горе-долу слични, значи имаме сличен распоред, така тука ни се очи носи и така натаму. И заради тоа тука не прави многу грешки. Но може да прави грешки од типот тука еден тип на очила, тука друг тип. И сега да речеме тука што му заобвено, тука остро. Тамаца не вообичаено.
Очо мешавам стилови, меша свики, што претходно бил обучуван и нема таква глобална структура да каже, не може сега па рамката тука е една, овамо ако е друга, одма ти е сомнително. Но поголеми грешки и катастрофални се јавуваат на периферијата. Ајде да видиме други. Мамо, не е лош. Не е лош уопште. Исто различна боја на очи им дава често пати. Или па различен изглед на очите сосем. Тука ова е грозно. Види тука. Зошто? Што тука некоја слика кај што држала со рака крената и така натаму, и па тука исто ова некоја капа чудно и така натаму. И така углавно сега за сега така ги ловат дали се лажни слики или се вистински фотографии. Меѓутоа инаку е тешко и се ќе станува се потешко и потешко да се развикува дали е нешто, сега што го викам фейк на англиски, дали е нешто крирано, генерирано или е стварно фотографирано, ќе биде се потешко и потешко да се открива. Добро. И така, малку за да разбиеме, не е само после им станало што јасно што се случува, иначе не е само за ова применливо само за свики, него вика чека исто ние може да го правиме и за други медиуми, да кажам за други. Значи ајде да пробаме за звук како би било. И са класично инженерски, значи имаш ти некаква обработка, тука брза Фуриева трансформација, дискретна, па разни тука трансформации, за да се стигне до некакви карактеристики на звукот. Не, сега вика дај звукот ќе го третираме како свика. И окей, например, од овакви спектрограми, само тука некаква временска анализа во спектрограмот, значи се префрва во фреквенции, после тоа го третираме како свика и го пуштаме на овакви невронски мрежи што се наменети повеќе за обработка на свики. Значи исто и за генерирање на свики. И дури има fully convolutional speech recognition, значи имаме сега и такви, од 2019, значи ова дојде после анализата на свики, па сега почна и на други овакво области. И еве дипломска, мој дипломец Ѓорѓи Чепујновски, и он исто пак вика од MIDI, сега да му биде полесно, за да може на суперкомпјутер да го прави, него на звуците не се од симфонија, туку се оние MIDI од видеоигри. И вика, ајде да видиме како ние визуално да представиме музика и измислил нешто како со точки ги представува, како да се на бело платно нотите и ако има нота на која висина овамо нам подместни точкички. Ама овие ги третира како да се свики и во еден вектор ги зима овакви 16 такта. 16 такта ги претвора во свикички, ги обединува во едно и на тоа користи ган и како да се тоа свики. Ги тренира и еве сад тука да видим дали ќе ни проработи од прва. Ова е нова песна, што во неговата база што он ја собрал од музика за видеоигри не постои. Се слуша така. Ја сега е пристојна за такви видеоигри од старо време, од 80-ти години, ако на Commodore, на Atari, ако замислиме, какво беа. Бидејќи такво е множеството, од сега за една дипломска, тоа може да направи за супер. Шо прават овие фирмите големи? Па со голема база од песни, он може сега веќе да генерира било какви. И еве тоа од 2016-та. Дейди Скар, вика, песна компонирана навик на песните од Битлси. Не знам, ајде да пробаме. Уште постои. Се личи, да. Значи, тука веќе може ние да дебатираме колку вичи, дали вичи.
некој на песна од Битлси, ама е пак задоволително на некој ниво. Уште повесно од Бах. Бидејќи на Бах и онака му се повторуваат. Фугите. Значи, ако е некој експерт, ќе каже, не, ова сигурно не е Бах. А ако е некој лаик, ќе каже, леле, стварно од Бах, ова не ми се верува. Нова композиција откриена од Бах. И така натаму. И сега, кај сме ние? Ја мислам дека нашите композитори, малку е тешко. Сега ти од денешно време да направиш народна песна у Македонија, тоа е многу тешко. Зошто? Па не постои веќе некоја варијација што не си ја слушнал претходно. Значи секаш ти паѓаш во опасноста дека тоа е веќе чуено и за треба да биде нешто различно. Ама ако е премногу различно, па нема да личи на македонска народна музика. И тука балансираат тие композиторите цело време меѓу тие две крајности. Но ќе дојде ред, некој ќе ги стави сите народни песни на едно купче, нешто овака, и ќе почне да имаме многу повеќе компонирани, ново компонирани фактички песни, и тоа ќе има па други реперкусии. Не ги викаме, тоа ново, не е убаво, ова што е постарото Јонче Христоски, тоа ти е правото, и така натаму. И исто така не е само за дури ни за музика, него им текна чеки, прво сега немаме време и за текст, сите тие архитектури да ги минуваме, слично е, може да сватите. И еве и за стилот на поезијата. И сега дури обучува на нешто на англиски, и тоа нас не е лесно достапно. Сега ти да почнеш да правиш за македонски, треба да собираш текстови, многу време бара тоа за тренирање. Само за да ви биде јасно, значи овие OpenAI, сите тие имаат потрошен преку 10 милиони долари за обучување на таков еден тоа сега голем модел. Ама овие на англиски што се некои поевтини, не толку добри, и они ги даваат open source. И ти може да земиш некое такво и со мало множество на македонски нешто специализирано. Например, песни од Блаже Коневски. И ти го дообучуваш само на тоа. И после ми кажеш, сега генерирај ми нова песна. И еве, ноческа слушав песна на пустина нива, од час на самрак на шир и така натаму. И пак лаик ќе каже, леле стварно ова. Сега Војко Минот и он е поет, и ја му читам така едно 5-6 песни генерирани. Ова иначе наш постдипломец го има направено. И Војко ми вика, сватив шо прави компјутерот, шо прави програмата. Добро, вика, може така, ама не е тоа. Но ова е од GPT-2, па дообучувано. Сега со GPT-3, со GPT-3 полуствари, GPT-4, ќе биде и ово може би уште поубаво, и пак зависи од колку, да кажам, песни имаме ние на располагање, за да може да продолжиме во оваков некој стил. Добро. Сега пак се враќаме вака на некои шеми со невронски мрежи. Исто на некој многу паметен му текна да проба нешто што навидум не е логично. Овие се викаат автоенкодери. И што прави? Значи, обично невронските мрежи овакви, тоа е supervised learning, значи учење со надгледување, и нешто му даваш на влез и нешто друго му даваш на излез што треба да го научи. Меѓутоа, за овие автоенкодери вика, не, чекај, што ќе биде ако истото тоа го ставаме и на влез и на излез? Значи, излезот да е еднаков на влезот. Тука. И сега, зошто такво нешто? Што би била користа? Користа е дека овие тука тежините ќе се истренираат на овие исти податоци и на крај ова тука ние може да го правиме произволно малечко. И тука имаш, значи, некоја свика голема, а тука може да имаш
по желба. 100, 200, 300 елементи, така натаму, 1000 елементи, што е пак многу помалце. И еве, после одма јас им текна, дај тоа да го правиме у повеќе нивоа, значи Deep Autoencoders, и еве како. Овде на почетокот се става некоја слика, тука има 2000 елементи, па тоа downsampling што го викаме, значи па 1000 јазви, па 500 и само 30. И после тука па се обратно се шири. 30, 500 и пак тука добиваме пак на истата димензија, треба да се вратиме и пак добиваме слика. И што е финтата? Па тука ние што може да направиме? Овој дел го викаме енкодер до тука. А овој од тука па натаму декодер. И ние сега можеме една слика фактички да ја кодираме со само 30 елементи. Значи тука имаш ова е поголема слика, дури на овој мал пример. Ако е 25 по 25 пиксели, тоа се 625 разни елементи, а ние можеме да ги кодираме само со 30 елементи. Така. Па сега замисли тука поголема слика, пак тука со помало нешто ги представуваме. И тоа може би исто ретко, значи повеќето нули да бидат. И може да служи и за комуникации, како компресија фактички на информацијата. После овие 30 бројчиња, само нив да ги пуштиш на другата страна, негде, и он, ако ги имате вие цела невронска мрежа, он ќе може да си декодира и да си ја види сликата. И еве го оригиналот, ова е Deep Autoencoder, а ова е претходна статистичка метода. И гледаме дека ова Deep Autoencoder усвари се губи информација, така, а пак нешто има. Не е скроз се изгубено и не е лошо. Па после тоа дојде овие, уште малку по-сложени, се викат Variational Autoencoders, кои што се како подобрување на овие обичните. Тука, ова е тој средни, гајса, тука downsampling, овака се прикажува, па еве го тој средниот слој што е кодот, и после тоа upsampling тука за да стигнеш ти до слика. Ова е тоа што го спомнав latent вектор. Тука, кај овие variational, ова е раздвоено на два посебни дела. Едното е, значи, средните вредности, а друго е стандардните девијации. Значи, на секој јазволче по две бројчиња се памтат. Значи, малку посложено. Но, кај е тука финтата? Во овој дел овде, исто како на таа сликата што беше random noise, и тука ние, од дадена дистрибуција нормална, ние можеме случајно да избериме нешто да активираме и он натаму ќе ни реконструира. И фактички тука можеме да го употребуваме ова научено во тој латентен простор. Латентен нешто што виси така во воздух, така му е замислата. И тоа се вектори со должина колку што не е капацитетот на компјутерот. Да речем 300 елементи, еве 1000 елементи, и после ти од таков еден векторски голем простор случајно си бираш по некоја точка, фактички, и он тебе ти генерира слика натам. И еве сега тие првите резултати, sample face images, генерирани од овие вае, а тренирани, ова е познато множество, сика Celeb A. Тоа е Celebrities. И они сите имаат свични така, и вака се свикани, и вака се свикани, и гајаме некако ни генерира, пак со овие измислени лица. Видите, значи, случайно генерирани. Ама гледаме нека личат како на оние некои глумици, манекенки и така нато. И после тоа им текна дека ако одиме ние само со лабелирани, значи со означени податоци, тоа е многу тешко, многу е скапо. Туку на интернет има многу неозначени податоци. И прибраве од YouTube видеа собраве 10 милиони слики, онака случајни, и тренираве 9 слоја овако ше Deep Neural Network,
и гледат пак да визуализираме, дай некој јазал, каква слика ќе ни да, некој лик. Е тука како мачеш вака што мижи, од подалеко може би се гледа, у прв ред може нема да ви личи, може треба да замижите да го видите мачето. И така натаму, и тоа веќе исто стана популарно, и ова дури не е 2012 негде исто и ова. И па после тоа, исто од Google AI, века, ова како сонува. Фактички, во тој латентен простор, и ние можеме да форсираме. Значи, да кажеме за некоја компонента, не би реков, тоа е ретко, повеќето се нули, и сега некој ќе ги активираме, случајно. Ние можеме некои од тие компоненти намерно да ги активираме повеќе. Значи, ставаме поголема тежина на одредени елементи. И што се случува? Му пушташ слика и он тебе ти додава. И сега, и се тука кучешки лица, сегде на нешто што му личи како потенцијално лице на куче, он таму го генерира. И така натаму. Тоа е нешто друго. Ама еве тук. Кајте се на ушите на конјот, он генерира кучешка глава. Или тука ки носот, пак кучешка глава. И така натаму. Вика и ова како сонот на вештачка интелигенција, како да халуцинира, а не под дејство на психоделични дроги некои. И така натаму. Сега пак, 2016 година, скоро и ова, веќе почна, вика, создавање слика од скица. И корисникот вака само вика, тука да има нешто зелено, тука да има нешто вака, тука да има плаво, и ти генерира слики цели. Ова сега мешаат, тоа што е random noise, комбинирано со скицата, едно врз друго додадени, и некако ти ја насочуваш, фактички, да не биде сосема случајна сликата, него да има нешто вака што ќе личи приближно. За тоа 2016, ама 2022 излезе Stable Diffusion. И ќе го видиме ова малку и како архитектура. Му даваш вака промпт, како текст, задача. Некој далечен футуристички град, полн со високи згради, под прозирна стаклена купола и така натаму. И така натаму му правиш некоја скица тука и еве го резултатот што Stable Diffusion ти го... И сега вие гледате овакви примери низ интернет многу. И плюс ти нуди неколку варианти и може да си бираш. Тоа е. Значи некде август 2022, пред неполни 2 години. Овој Stable Diffusion моделот, што е прилично популарен, всушност е комбинација на ова што ви го објаснив. Variational autoencoder и плюс таа U архитектура. Таа малку повеќе обрнува внимание на структурата, но тоа комбинирано со текст. Значи со исто латент, значи како вектор представен текстот. И еве сега од тука ти тоа задачата што му ја пишуваш, дај да има купола, не знам, пустина да има, небо и така натаму како текст, тоа се представува. Тука, значи, имаш едно за од сликите, а другото е од текстот. И ова конкатенација е фактички спојување на два вектори, едно за опис на сликата, друго за опис на текстот, и тоа како еден джиновски вектор, сега не знам колку, ама е 1000 елементи минимум, тоа се пушта и исто така се учи. Пак тука имаме тоа што го препознаваме. Downsampling, upsampling, еве ги тие, како вика, skip connections, значи за тоа е ова U архитектура, и другото е ваму latent space, и после можеш тука да си генерираш случајни броеви и он тебе да ти генерира веќе ова pixel space, пак се враќа на ниво на точки и добиваш цела слика. Ова, значи, Stable Diffusion било тренирано на 2 милиарди слики и тоа caption pairs на англиски, слика со опис. И за да знае што има на сликата, бидејќи нели сега на сликата описот не мора директно да одговара. Ама на 2 милиарди примери многу пати се поклопи дека баш одговара, и еве како некако тој diffusion процес се одвива. И вака се случајно почнува, повека може да се наблюдува и спрема задачата за тука, не знам, нацрта ми балерина,
во стилот на Ван Гог. Нешто и така натаму. Како играат? Сега баш нешто мачето или кучето шо е ова? Не е баш нешто погодено. Колку да видиме дека не е идеално. И така натаму. Ама ова е тука супер фотографија. И така натаму. И фактички тој латентен простор веќе како да содржи скица. Ама така, гајте со пикси како random noise, ама пак има додадено и некаква скица. И сега веќе почна и комерцијални. Значи, ова е од Leonardo AI и му викам, дај ми ја нацртај робот, како скулптурата мислителот од Роден. И еве, мислам дека доста добри резултати ми даде. Ама на OpenAI исто му викам, тоа пред некој месец, пред пола година и му викам истото. Значи, исто текст му го давам и не ми даде добри резултати. Значи, тука некако пак гледам дека му фали структура. Така, гледај тамо колку раце, колку нозе, значи се испомаш. Како и да е, значи, развојот продолжува овој правец и еве пред некој месец исто, пред една година, Instruct Pix to Pix. Му даваш свика, му даваш опис и да ти генерира друга свика. Еве, од овој врз и ми кажеш, дај како во тој стил на Миро, како египетска и ајде како од мермер скулптура и ти дава. И истото нешто слично и наши го имаат правено. Сега ќе видиме примери од наши ентузијасти. Вика Горан Стефановски со Stable Diffusion и Тоше Проески со Stable Diffusion и ова доста и беше. И еве сега за Горан Стефановски и му вика во Банкси стил, Джим Ли стил, во овој стил, оној стил, значи сите можни стилови како да црта карикатури. Или за Тоше Проески. Бог да ја прости 20. И сега гледайте, во стилот на Дисни, па не знам. Онака сек да си личи, стварно вика This is Superman style. Едно, друго, значи го погодува стилот доста. Да, овде се Reconnect, може треба пак. И окей, за тука значи може нешто и да пробаме. Ова го има, може да се најде, значи Instruct Pix to Pix и на Google Colab. Сега че ми треба малку време ова да се инсталира. Ја не знам тука дали имаме добро, може ќе почекаме малку. До тоа што може овие да ги читаме. Вика, замени ги сончогледите со рози. Ова позната слика од Ван Гог и сега тука пре. Или не знам, на оваа фотографија додај огномет на небото. И ти дода. Замени ги овошјата со торта. Или тука додај снег на оваа фотографија, на оваа слика додај снег. Ова претвори го во вестерн и од цртан филм малку помалку цртан филм. Или на ова вика направи го сакото, палтото како да е кожно и само палтото го менува. Значи доста. Сега овде он инсталира од Hugging Face ги симнува, па после тука има може да се симне ова пример на свика. И добро, може да разгледуваме готовиот пример доека да се учита. И еве сега овака ако го отвориме тој пример и ова е исто многу позната скулптура. Давид, мислам се вика. Да, Давид од Микеланджело и му викаш turn him into cyborg, во киборг, претвори го и овака некако го претвар. Сега, тука од параметри, ова е number of inference steps, доста брзо оди, може и повеќе че користи помалку, и плюс image guidance scale, колку да му вие
влезната фотография, а колко да биде од текстот. Значи колку да остане, колку да биде заменето. И после викам, чекај ја да ќе свикам и ја како скулптура. И му викам, ајде претвориме во киборг. И овака. Се добија. Сега, ама тука всушност 1.35. Морав тука да зголемувам, повеќе да личи на мене. Од иначе, сватив ја дека овие, нивното податочно множество, било, мислам, малку и вештачки генерирано, така му таму е ефтино, од видеоигри. И онака ме направи повеќе црнец, што, окей, очекувано. Ама ако уште погледам уста и малку како баш онака цртан лик. Ова сега беше од хартија, скулптура од хартија, а сега тука не ми се стајани, ама негде ги снимив. Вака само ќе ги разгледам резултатите. Му викам, дај од мермер да ми помине меракот. И како скулптура. И повеќе guidance scale 1.25, малку по-добро, инаку таа претходна тука имаше нешто овака джумка некоја неочекувана. Тоа како е приучените што ги прави на площад на брзина. И бронзен. Како чистачо за чевли на площад што е. И така, тоа е тоа. Ако ова заврши изгледа тоа, може ова да го вчитаме. Сега пак овде има некоја инсталација, да не се изгубям, се надам побрзо беше. Model ID, обично сите овие готови модели сега ги имат и open source, они ги дават и ги чуваат негде. И сега ти за вака да ги користиш, треба тама да си ги симниш и за да продолжиш да ги користиш. И тука сега уште ова програмирање е на ниво овака, ајде да видам параметрите што можам да менувам и така натаму. Меѓутоа ќе видиме на кај оди на светот и нема толку многу, дури нема да има потребно да си играме со параметри, него компјутерот ќе си игра со тие параметри. Океј, сега тука ја вчитувам свиката, еве тоа Давид, и му викам ајде стај го во киборг, и сега он друг резултат ќе ни генерира. Еве колку брзо оди тоа. Инаку добро, Google сега веќе нуди со овакво со графички картички. И така можам повеќе пати. Исто тука ова guidance scale може да му ама дури на истото, ако е, со исти параметри, го пуштам уште еднаш и ќе малку поинаку ќе даде нешто. Ама пак гледаме дека е премногу личи на свика, не личи баш на Давид. И сега малку повеќе ќе му зголемам на 1.2, да кажам, го пуштам. И ова малку помермерно може би е малку повеќе личи на оригиналната свика. И така натаму, мислам, може да продолжим, ама тоа е тоа. И сега веќе од пред некоја недела, пред некој месец, само оние што пред некој време почна не текст во слика, туку сега веќе текст во видео. Значи цела секвенца од слики треба правилно да бидат изгенерирани и да добиеме. И сега беа задачата, создај ми овакво видео, му викаш, му пишеш, стилски облечена жена, оди по улица во Токио, осветлено од неонско светло и анимирани билборди, носи црна кожна јакна, долг црвен фустан и така натаму, не црвен кармин. И се, жената оди самоуверено и лежерно и така натаму. И еве го резултатот кој не го видел, Tokyo Walk го викаат. Целото е генерирано. Че не е снимано со камера. Да не има и звук, само не знам, да нема. Таа ќе биде сведно. И така натаму. Сега пак, ако анализираш тука, ќе најдиш тие гличис у матрицата. Тоа е авто, само генериран филм, фактички, Tokyo Walk. И, фактички, ова е од Артур Кларк,
Вика, секоја доволно напредна технологија не може да се разликува од магија. Разбирате, и ние се приближуваме до тоа ниво на магија. Вика, дај ми ова, уште 3D принт да има магично. Овака, сега до видео стигаме магично. Ама се приближуваме само до тоа ниво на магија, не сме се уште таму. Се уште имаат проблеми со структурата. И ова, значи, директорот на OpenAI си го признава. И после вика има и други проблеми. Значи, ова Tokyo Walk, тоа е име најуспешниот пример, и они за да се фалат со него. Неуспешните примери уште ги кријат. Еве, гледайте сега, какви проблеми се им се појавуваат. You know, cats sprouting an extra limb at random points in a video. Like, pick what you want, but there's... Забележавте, вика, екстра лимп, вишок нога. Спраутинг, како да му изникнува наеднаш. И сега гледайте, ај пак ќе повторно тие што не забележавте. Гледайте мачката во нозите на мачката, гледайте. You know, cats sprouting an extra limb at random points in a video. Like, pick what you want, but there's... Два пати лева рака се појави. You know, cats... И така натаму. Значи, тоа е тоа. Еве други нивни најнови примери кои не ги видел. Гај се прават комбинација па на животни се измислуваат. Сега веќе нема 100 пример само на тоа што постои, тоа што не постои. Зебра како фламинго. Вика ова розово тука се има и така натаму. И се, нема да има крај на ова. Магија, да си замислиш, да му кажеш. Вика, кит како октопод. За грозно ми е грозно, ама ќе има овакви примери, нема да има. Мачка виде како фока, како јагула. И така натаму. И исто греота. Фактички сега веќе сме до нивото на оние митовите, така, Кербер, Минотаур, Кенотаур, така, тоа е лесно, тоа се вика блендинг, концепт блендинг. И имаш ти концепт за зајче, имаш концепт за бик со човек, ај сега ќе ги смешаме. И така натаму. Океј, има, еве, ова е по хумано. Друг најнов пример. Позвака 3D прават, види. Мешање стилови исто, му викаш дај ми црно-бело да биде ова. Да биде од, не знам, пред 100 години. Сега, тука само, забележавте ли нешто? Не. Значи, кај им се грешките? Овој која генерира, бидејќи нема структура, нема ограничувања, он се измислува се и се што. Да личи на вистинско, ама не гарантира дека е вистинско. И сега гледайте го, читате го надписот на оваа... Овој, шо пише? Не е ни bicycle guy, B-Y, така, тука не е repair, ти рото како цх. Нема проблем, радијате. Кој видел другите. Значи, до прва, мислам, они се уште има такви проблеми, но пак е многу добро, фантастично е, мислам. Сега тука бубачка со кола, не знам ова шо му и така натаму, за реклами, за се и се што салсо. Нешто измислувале. Неонски печурки и така натаму, шо град. И така. И зошто викам, ова претходно што ви го покажав у Python, тука некој параметар нема, сега веќе Jupyter, овие што се Jupyter Notebooks, Jupyter вика, чеки, па дај тоа, ние ќе го вградиме у Jupyter Notebooks, зошто се мачат програмерите едно друго. И има сега, погледнете го како најнов некој нивни проект, Generative AI Magic. И тука имаш само вака процент AI и натаму пишуваш текст, тоа што сакаш да го добиеш. И сега тука ќе излезам од ова и ќе го најдам. Треба да ми стои отворено. И не, каде? Ево, правото, да. И сега вака малку да ви го зумирам. Му викаш, AI. Сега овде, тука е ChatGPT, му кажуеш
кај си платил фактички, треба токенот да им го пратиш претходно да си најавен на ChatGPT така на тоа. Океј, ама овие можат и со овие open source што се не толку успешни, ама бесплатни. Му викаш, дај ми математика, вклучи generate 2D hit equation, некоја формула за топлина и така на тоа. Океј, со Hugging Face Hub, Runway ML, тоа е исто фирме на Runway, што прават исто видеа вакви работи и имаат некој нивни модел, ML е машинори модел, го имаат дадено, Stable Diffusion, ова сега што го објаснувавме, и му викаш, an astronomer wearing a white coat looks in a telescope. И он ти генерира слика. Значи не треба веќе нити параметри, нити едно друго, него само му кажеш, што го сакам, дај ми го и така натаму. Еве ги на GitHub, го има това како да си го користите и така натаму, значи Jupyter AI Magics, баш таа магија, и они тоа го потребуваат, и the AI Magic Command сега го викаат. И така натаму, дури дај ми програма. Сега, окей, за едноставни програмчиња, така. Му вика, please generate Python code to solve 2D Laplace equation и така натаму во Декартови координати, и он тебе тука ти генерира некој Python програмче. После му викаш, дај како беше нацртај ми тука, окей, е вака. И така другите ги видовме. Окей, тоа беше главно тоа што сакав да ви го покажам денес. И тоа е тоа. Окей. Фала. Повелете се. Дали има некоја прашање? Да. Здраво на сите. Имаме едно прашање во врска со аутоенкодерите. Да. Бидејќи спомнавте дека можеме да користиме филтри кои што истакнуваат одредена особина кај сликите. Да. Што ако во аутоенкодерите користиме филтри кои што се користат за филтрирање? Филтрирање на артефакти. Дали аутоенкодерите би биле добар начин за отстранување на артефакти од слика? Не ми се верувам. Значи, тука проблемот е сведен. Тука не е прикажано тоа, ова што го зборувавме нели со конволуцијата. Фактички конволуцијата е блиското соседство. И затоа тие имаат екстра проблем со целата структура на сликата. А обично артефактите, тоа е како вишок елементи у слика, посебно после отстранување. Нема тоа вака да се реши. Значи, ние тоа сме го решиле имавме една задача само од 5 фотографии и да се види кој предмет се движел, а другото да биде како позадина. И кога ги вадевме предметите, луѓето, например, се движат колите и така натаму, и остануваат такви артефакти што ги викаат тие. Например, оди некој на пешачки премени, сега раката овака му замавнала, ама тоа носи бела мајца, а па на пешачкиот премин тоа белото му продолжува и системот, предходната верзија, мисли дека тоа е дел од пешачкиот премин и ќе го остави. Нема да ја избрише целата рака со човекот и како одсечени делови му доаѓаат тие артефакти. Не, ова знаете што е, значи тука на некое ниво, всушност тоа може да го правиме ние на било кое ниво, ние може да кажеме тука малку засили ги тие тежини. Видите, така тоа работи. Сега за филтр за артефакти, ако вие можете да истренирате некаков филтр за артефакти, што малку тешко би било, па тие тежини после да ги намерно да ги додавате на овие тежините што се во процесот. Фактички вие не мора сите можни тежини од тука да ги менувате при тој процес на обука. Него може нешто да го фиксирате. Така има тука илјадници милиони врски и вие може намерно да одберите некои да баш да не се менуваат. Но ако мислиш... Но не мислев на толку сложен. Еве, например, еден обичен шум, например. Шум?
Да, замислите, имате слика која што е многу оштетена и например користиме филтри за филтрирање на самата слика. Да, таков филтр, да, може. Енкодираме и потоа со декодирањето да ја добиеме сликата без шум. Да, може. Аутоенкодерите би биле добар начин за... Да, овие се во основа. Значи, сега веќе Photoshop, например, вас ви нуди така. Дори има, не знам дали сте видели, за не вклучи во презентацијата, но на Photoshop, например, и на некој дел на сликата, го заобиколуваш и викаш, додај ми тука замок. И он тебе ти ја продолжува од езеро, си вика, и оп, си замок ти додава. Ако на овие пониските нивоа, се треба, може би малку уште по-напочнах да се врата, тие пониските нивоа, таму може такво филтрирање, ако мислиш на шум некој. Да, е овде, тука кај што се овие вините. Ова очигледно се филтри кои што ги истакнуваат. Па ова е како филтри, точно, да. Дадената слика, но што ако потребиме филтри за филтрирање? Може, значи, но знаете како, од човек, од математичар измислени, се вратам па скрос на првата. Значи, овие вака измислени математички формули се покажа дека не се толку флексибилни, колку истренирани невронски мрежи од милиарди слики. Бидејќи во тие милиарди слики има многу варијанти, па некоја ќе се погоди. А додека овака правилна математичка формула, синус, косинус, генерирани овие сите wavelets, како мали бранчиња, сепак представуваат покрута структура, која што ја нема толку многу во природата. Оти ние сакаме да имаме систем што ќе препознава се и се што, фактички. Кој е тоа? Океј. Сакав да ве прашам, во последно време се повеќе има некои места кај што викат колку сме блиску до таа некоја си генерална вештачка интелигенција со новите GPT модели и така натаму. Посакав ваше мислење да чувам дали уопште вие пристап што сега го има може да стигнеме до некоја си таква генерална. Мислам дека ова е само почетокот. И пак на таа структура, значи обрнам внимание. Значи сепак ова прво сепак е ова од традицијата на не толку можеби на математичари, логичари и така натаму, него и од електроинженери, експериментатори и се во вештачка интелигенција. Но пак е недоволно, бидејќи ова сето е повеќе за перцепцијата, а не е толку за моториката. Единствено, ако ја така замислувам, моторика има тоа конволуцијата што се движи. Тоа е како некаков примитивен мускул. А додека ние кога гледаме една слика, очите вака не играат, и плюс главата ја вртиме, и плюс предметот го гледаме вака да се движиме од разлези наглед да го видиме, тоа уште не е вклучено. Тоа кога ќе го вклучат ќе видиме еден чекор поблиску до разбирање. Дури овој што е директорот на OpenAI го прашуваат што мислиш ти ова, на кој начин ги разбира концептите. Ние, значи, гледајќи го сето ова, ние не можеме да порекнеме и да кажеме ништо не разбира. Така. Тоа ја, сега мислам, кога гледаш ти вакви видеа, ти го добиваш тоа што го сакаш, па не можеш да му негираш дека е интелигентен или креативен дури. Значи, тоа ние не смееме веќе да го правиме. Но дали е комплетно, он паѓа на ефтини проблеми, на ефтини финти некои, три нозе мачката и некои така. Тоа уште не е, значи, сепак разбирањето и на најјаките, тоа се гигантски цели згради со суперкомпјутери, така што ги употребуваат за да го генерираат едно видео. Имаат проблем со енергија и така натаму. Значи, најјаките во моментот ја имаат проблем од едноставна структура. Но мислам дека скоро тоа ќе биде. Ќе го разберат и ќе го додадат и тие работи. Значи, повеќе моторика вклучување. А во врска со други работи, не, пак мислам тоа основата, бидејќи од моториката произлегуваат после релациите. Да, инаку, исто, само ChatGPT, сега малку настрано до оваа тема,
Исто и ChatGPT, ако го тестирате, ако гледате како ги разбира работите, доста добро е за многу работи, пак за некои, например, греши, и тоа катастрофално знае да се уште да погреши. И се покажува дека некои релации ги сваќа, ама малку ако е посложена релацијата, не разбира, греши. А доека, значи во животот, во нашето општество, ние веќе живееме во едно толку сложено општество, кај што владеат сложени релации. Ама пак, тоа ќе биде средниот чекор, тоа ќе ги разбира и јас верувам дека може тоа скоро ќе биде. Секако вие тоа ќе го дочекате. Значи, тоа скоро ќе биде. Натаму сега, кои други прашања останува? Свест. Така, да. Исто, мислам дека веќе доаѓа време и уште малку ќе мораме тоа да го признаеме. Исто, нема да смееме ние тоа да го порекнуваме. Тоа ти е исто како нас сега што ни прават. Например, ти вика ти не постоиш, така. И ти му викаш, ама како не постоам, небесо. Ама не, ти не си само свесен. Ти така. Како што не негираат нас македонците, ме разбираш, значи тоа така е сега ние на вештачка интелигенција, он ако тебе ти зборува, и сега гаш ти свесно зборува, и ти ќе ама не, ти не си само свесен, ме разбираш, и сега ќе го негираме. Нема да можеме тоа долго да го правиме. Секогаш ќе се разликуваат по начин на мислење и така натаму. И ние секогаш ќе преферираме со човек да си прави муавет, но за одредени работи ќе треба да ги прифатиме. И са пак, како за човекот, исто. Дали ние сакаме да работиме у фабрика, што цел ден овака ќе правиме, како филмот на Чарли Чаплин, гледајте го Модерни времења, се вика филмот од пред 100 години. И он после оди по улици и вака прави, што цел ден тоа само го работи у фабриката. Не, ние тоа не го сакаме, така. Само свесните роботи и компјутери, исто и они тоа нема сака да го прават. Зошто? За у фабрика не треба тоа ниво на интелигенција и на свесност за да ја работи таква некоја повторлива работа. Таму ќе ставаме ние попримитивни програмчиња, што нема да им биде гајле за по цел 24 часа на ден тоа ќе го работи и нема да мисли зошто го работи. Него, тие само свесните роботи нас ќе ни требаат за пријатели, меѓу другото. Тука ти е некој кученце, маченце, ама полесно за одржавање. И не треба да шеташ. Така, си правиш муабет со него, например. Ама ти си свесен дека тоа не е човек. Сега, ако одиме до... Тоа веќе би било перверзија ако мислиме дека е човек и така натаму. Ако правиме работи со него како за човек. Него, ако сме свесни како играчка, што е многу паметна и многу пријатна се. И заборив преска исто да дополнам за емоциите. Ама за емоциите, сега ChatGPT ако го тестирате малку, кажете онака дека ги разбира, ама не ги чувствува. Мислам, разбирате, ви дури цело време се оградува, ама не, ја тоа не смеам да кажам, не, ја тоа не смеам да кажам и така натаму. Не, ќе го додадат тоа, многу по-фино модавирано, што сме дискутирали на предмет вовед во когнитивни науки, и за емоции и модулирање, и тоа ќе бидат тие денешни роботи компјутери многу полесно прифатени како нас, да кажам. Дали има друга прашања? Здраво. Во контекст баш на истиот муавет ме интересира нешто, дали некој истражува во насока на баш на креирање. Значи, овие сега модели како што гледам со енкодерот као се учине. Да. На постоечки слики се. Тоа не се генерира слично. Да. Фајам ми дали направи нешто ново. Сосема ново. Уште оние генетските алгоритми, таму тие вклучува случајност фактички во тие комбинации. И уште со генетски алгоритми, тоа е, да кажам, во денешен аспект примитивна вештачка интелигенција, ама пак нешто уште тие беа способни да креират нешто ново. Сега, да не враќам низ презентации што ги имам. Например, измислиле антена
која што е овака, наместо само 2, има овака едно 5-6 гранки и тоа овака свиткани некои, и таа антена е способна најдалеку да го испрати сигналот со најмала загуба на јачината на сигналот и така натаму. Нешто на кое што ниту еден инженер претходно не се сетил. Него пробувајќи ги сите можни комбинации според формулите, што пак луѓето му ги даде формулите, он си пробува. Тука ова пак ни фали таа структура, ја мислам. Лесно е, инаку, како што реков ја и во митовите, оние Кербер, Минотаур, Кенотаур и така натаму, ти лесно направиш комбинација од две нешта, два концепти, за да ќе ги споиш. Тешко е сосеме нешто ново, нели тоа обично и во науката револуции има на секој, не знам, на 500 години, може на 100 години за некои работи се случуваат нешто револуционерно ново, од типот на теорија на релативитет, квантна физика и така натаму, или по-ваму ДНК открие напред тоа, што немаве поима за ДНК и такви работи. Тоа се како во човештвото што ретко се случува и исто ќе биде со помош на вештачка интелигенција, само ќе се забрза. И ќе бидеме сведоци и на сосема нови откритија. Например, ние сме истражувале, значи докторира Георгина Мирчева, ја и бев ментор, за функцијата на протеините. И за се мачавме овака и добивавме некои резултати, окей. И сега овие имат уште по-јаки резултати во откривање на функцијата на протеините, а функцијата на протеините е уствари основно нешто ти да после можеш да ги комбинираш и да правиш нови лекови и што се нешто што ако требало луѓе да го прават со ова темпо, кој на стотици години ќе требаш. Ова за кратко време ги прави сите можни комбинации и тоа исто има интеракцијата на протеин со протеин. И он проверува и нешто што на претходно човек не му текнало да го проба. Симулацијата вика дека има шанси, после они ќе го синтетизираат и ќе го дадат на луѓе, ќе го тестираат и ќе видат и се покажува во повеќето случаи како успешно. Така да ќе биде и тоа. Ќе биде и да си креираат сосема нови идеи и концепти. Ама пак сега ние, ако колку тоа да биде различно од постоечкото, како што реков и за народна музика, се потешко и потешко е нешто ново да се измисли што не е претходно измислено. Ова сето ние што сме сведоци на овој бум, тоа е сето, ако замислиме, значи од Америка, така и тоа е фактички со нивните книги, нивни текстови, на англиски јазик текстови повеќето, тоа е креирано. Не од кинески, например. Е, може би уште побогата литература. Ама за нас тоа е друг свет, така. Значи, како што има такви различни култури, еден ден, не знам кога, тоа може би е многу далечно минуто, може да има и култура на вештачка интелигенција, што нешто ние го разбираме. И они си прават муабет меѓу себе. Така. Што да правам? Микрофонов до мене дојде. Поведете. Едно малце провокативно прашање или прво констатација. Напорно ми беше недалава, многу настани имаше што за право. И дојдов од две причини. Од две причини дојдов тука. Прво вчера имаше нели мастан во Public Room, да не зборам, претходната недела имаше во Нета во Мартин, мислам, нова презентација имаше за рак. Претходниот месец ние во Интертек исто имавме за истражување за нови технологии, баш во стилот на GenAI, претежно за NLP. И првото очекување ми го оправда, што заправо баш уживав со Андреј, инаку се знаеме одамна од времето кога се организираат тие конференции Think и така натаму, па презентиравме таму, супер му веа неговите презентации, како и оваа нормално. Супер. И ме врати во времето малце, поготово со оној делот за историскиот аспект. Сваќам колку работи сум заборавил. Зошто сум заборавил? Зашто не ми потребале сега. Некако, барем не. Многу интересно што во тој период не очекував дека некогаш ќе работам со AI и со ML, да речеме. Да. Првата причина зошто сакав тука да дојдаме заради баш овој концепт, оваа презентација, баш и да се види како бил развојот
претходно, што не чека сега и како можеме овие технологии да ги употребиме во бизнис. Сега, во втората причина зашто дојдов е да видам што со GNI ќе презентираш и имав еден впечаток бидејќи одамна не сум толку врзан за финки и за факултетот, иако држам контакти секако. Како се справувате, ме интересираше со новите технологии. Значи, ова сега од твој аспект, ова е твое истражување, дали имате некои предмети на финки, затоа што, пази, правам паралела, што се случува кај, ќе кажам, еве, во интернет кај нас, се менуваат многу брзо работите. Иницијалната каписла може би за по-атрактивни навлегување во бизнисот на AI/ML се случи прво со трансформерите, па после со дојдоа после нови модели, нови библиотеки, се случи сега ChatGPT, па верзиите на OpenAI, па имаме на Claude модел, на Anthropic. Да не кажувам са многу модели, многу технологии кои што едноставно те тераат да учиш цело време. И не можеш да најдеш експерти за да ги решиш сите проблеми кои што бизнисот ги бара од тебе. Тоа не се случува, со тоа се соочуваме секојдневно, значи буквално се чувствувам како да сум на факултет цело време. Ме интересира како факултетот од друга страна се носи со ваков предизвик, затоа што мислам дека ако порано факултетите, универзитетите беа двигател на AI/ML процесите и технологиите и концептите, сега се случува обратно. Сега веќе бизнисот, поготово вие големите провайдери како големите фирми како Amazon, Google, Microsoft и така натаму, веќе грабат напред и веќе реагираме како, мислам, универзитетската фела, едукативната фела реагираат како на последица од тоа што бизнисот го наложува и бизнисот го тера напред. Да. Добро, тоа не е да го искоментираш ова само се па не, ама гледам дека многу млади луѓе има тука, па сигурно. Да. Значи тоа не е ништо чудно. Сега ние на финки се трудиме максимум колку што можеме да сведиме. И практично ни сите предмети веќе вештачка интелигенција навлезена. Ја не знам некој редок предмет да не користи нешто. Имаме и специализирани предмети почнувајќи од вештачка интелигенција, наука за податоци и така натаму, машинско учење, па машинска визија, ја исто предавам машинска визија. И другото на постдипломско ниво. Значи некои работи тука со постдипломци ги расправиме, што немаме физички време со додипломците за сето ова да го поминеме во еден семестар. Сега може некои работи да ги отфрламе па да скокнеме чекори, меѓутоа лесно е ти отпосле да скокаш чекори. Сега тешко е историски како се развивало. И друго, за некои работи намерно ги скокаме, што па нема ни потреба да се навраќаме толку на неуспешните обиди. Оти тие се многу повеќе се неуспешни обиди отколку ова што успеа. Не е чудо да во некоја индустрија да предводат фирмите, а не факултетите и лабораториите на факултетите. Што на светско ниво е сега да се разбериме, не само Македонија и фирмите сега веќе тие гигантите се толку јаки, они најдобрите ги зимаат и од факултет директно ги зимаат и професори преминуваат да работат кај нив. И тоа ви е исто како пред 100 и кусур години, например, за автомобилската индустрија. Значи тие мотори со внатрешно согревање не се измислени на факултет, него тие ентузијасти повека и паралелно на повеќе така и у Америка и у Германија и у Франција и у Англија паралелно се одвивало тоа на повеќе места. Сите стигнале до слични дизајни и си крадуцкаве еден од друг дизајн и така натаму. Сега вие исто со ова open source тоа движење нас е многу повесно, многу подостапно ни се и трудови повесно ги добиваме, податоци повесно добиваме. Значи од тој аспект нас ни е овесната на работата и на тој начин некако можеме да следиме што се одвива и на светско ниво, да не сме толку заостанати. А сега ние да предводиме, може само со овакви некои финти, да кажам, некои големи нивни промашувања, да посочиме по некои трути, нека нешто ние. Веќе у денешно време е тешко да се фати и чекор и приклучок со нив, бидејќи значи они имаат големи инвестиции,
Но, знаете како, сепак еден ден тоа ќе дојде ред, сега тоа што кошта 10 милиони долари, например, за да истренираш ти еден таков говен модел, и на крај ќе дојде ред тоа да се миниатуризира и се, и да и у еден джеб да може да го собере, не да биде тоа супер компјутер, и тоа ќе кошта 1000 долари, например. Тоа многу фирми и факултети ќе може тоа да го плаќаат, ме разбирате ли? Но сега тоа би било на такво пофундаментално ниво на да се сменат некои од овие формули, разбирате ли, што ги учат. А они се открија еден начин, тоа не е инаку човечкиот начин, значи има разни начини како да се стигне до ова, открија еден начин и тоа почна да го форсираат. И сега има Nvidia, каф чип, некои 30-40 долари. Сето ставено во еден чип. Ама они викаат, знаеш што, на фирмите ова ќе им биде уште поевтино, бидејќи ако е 10 пати поскапо од претходното, има да им заштеди 100 пати повеќе и брзина и време, и на крајот и струја, тие трошат и многу енергија. Така да има нешто ќе биде скалест развој, од време на време ќе има скоковит развој и ништо, ќе следиме, не се предаваме. Повелете. Фала. Да. Имаме, да. Например, немам 4 поголеми имаме. Да. Не, може дори, мислам, има начин како при компјутерски центар да се сработи со фирми. Да. Не. Искам да бидам не. Веќе не се, тие се пред некоја година купени. Не се најновите, ама важно имаме и имаме и ние тоа суперкомпјутер што го викаме, една цела како автобус, кинеска донација е тоа, ама тој повеќе ни служи за другите сервиси низ факултетот, не е толку за истражување. Бидејќи па тие ги нудиме и на други министерства и така натаму. Има изглед, да. Да, имаме на ниво на држава стратегија за вештачка интелигенција. Па мислам дека почна нешто да прават, да. Ако мене не ме викнал, ако мислиш. Ама има на нашиот факултет, значи не сум само ја, има многу што работиме за вештачка интелигенција. Србија, например, они формира институт за вештачка интелигенција, така се вика. Институт за вештачка интелигенција со седиште во Нови Сад, на техничкиот камп таму во Нови Сад, а со уште 3 други истурени единици у Ниш, Белград, може и Крагуевац дури, например. Да, може и кај нас има најава да се формира институт за вештачка интелигенција. Како да ви кажам, јас дури сум уште повеќе не за вештачка интелигенција, треба да биде институт за животот, за човекот. Па во тој контекст и вештачка интелигенција да биде, ме разбирате? Ја така би форсирал повеќе. Ти може, да. Ова, јас што ќе го кажам, ствари не е прашање, значи не очекувам одговор, чисто ме инспирираше кога кажа за емоциите, како ќе ги разбира или препознава, или дали ние ќе веруваме дали дека е човек или не, имајќи предвид со сите информации што ги има и од психологија и типови на луѓе и се. Да. Се подсетив на еден филм кај што од еден пар, мажот е умрен, жената, да речем, со еден холограм се полесно си го проектираш, мислам си го преболуваше неговото заминување, пошто он имаше негов глас, негово размислување и така. И се тука беше твоето прашање, дали ќе верува или нема да верува дека е така? Да, човек жив, така, да. И сега, нели, јас сакам така поубаво е да веруваме дека сето тоа ќе нас многу повеќе ќе ни помага, нели, 100 пати побрзо, 1000 пати побрзо, поевтино и така. Ама нели може да има некои работи кои што така не знаеме луѓето како ќе реагираат на сите тие новини. Да. Има, сега ме подсети, некоја фирма нуди тоа
им ги даваш сите текстови како чет, што меѓу себе си комуницирале двајца, и после прават модел, како за поезијата на Блаже Коневски, ова е да овој програмчето да одговара во стилот на човекот, што починал за жал. Разбирате? И сега има и противници, мислам, има и некои што позитивно реагираат на тоа, бидејќи им помага на луѓето, на некои луѓе им помагат повесно да ја пребола таа загуба, ама не на сите, на некои веројатно тоа ќе му звучи бизарно, па нема да сака да го прават, така. Така да има фирма некоја тоа го нузи. Не знам како се вика, сум го прочитал, сум го видел. Едно прашање. Еден челендж има во мисиите на Марс, пример, сликата, тонот и командите не се синхронизирани. Се има како дали сте запознаени дека вештачката интелигенција може да се користи во компресија на податоците, во случајов нели некаков модел каде што ќе се предпостави крајот на нели декомпресијата фактички. Дали постои такво нешто, што тоа знам дека е челендж, знам дека 3 минути му треба за команда, а сликата стига 15. Се читав, успеале нешто да направат што ќе трае многу побрзо. Значи преносот се уште, да речеме, антените што ги се во ред, но сликата сепак и тонот не се сопаѓаат, или податоците што ги собира роверот, тие се обработуваат, па се враќаат назад и тоа трае некој. Тоа трае, да. За такви мисии секако дека треба поголема автономија, инаку нема да биде можно управување на далечина. И има еден исто друг поврзан, да кажам, проблем, оперирање на далечина. Зошто? Еве сега овие војни зони и така натаму, значи некој, еве замислете, неврохирург, тоа е многу скапо и ризично него да го однести на фронтот со целата апаратура, туку они носат само апаратура и ако може на далечина овој да гледа на камера и да му прави операција на некој војник, например. И тоа има физичко ограничување и негде 300 километри. Значи не може подалеку од тоа. Зошто? Бидејќи брзината на светлината фактички е едно ограничување и заради тоа Марс колку што е далеку, значи било каква команда сега да ја испратиш ти, па таму он да мрдне, па после тоа повратно мрдна или не би мрдна роботот и падне у дупка, не би доека да се врати тоа назад, за да може пак нова команда да испратиме. Значи физички треба на тоа растојание да се помине со било каков сигнал што ние го разбираме, а ние најнаго што знаеме се, значи, да испраќаме преку електромагнетни сигнали. Друго нешто, ако постои физиката, тоа, мислам, модерната физика тоа не го познава се уште. И заради тоа не е можно на такви растојанија ние да мислиме дека може така да управуваме на далечина, туку треба, еден пример како да биде поавтономен и од време на време само да не испречи нас информација. Не, ние тоа ти исто како ќе купиш камион, да речеме, и сега ќе вработи шофер и после ти по мобилен телефон да му викаш ај сега сврти тука лево десно, треба шоферот сам да вози, така не може ние да го управуваме. Толку значи мора малку да се има доверба и да се да се постигне тоа. Добро. Јас сакав да сам добро за малку на неколку прашања, всушност. Добро. Едно од нив е за тоа како се развива ова и како се учи и дали на факултетот за тоа место. Според мен ова цела категорија на како да кажам, цела област која што импресивно се развива, еве како што видовме по ова патување низ развојот на последните 10 години, е многу интересно и многу брзо се развива. И да, сега моментално е стварно движено од големи компании, наместо како што било на времето со факултетите и институциите, сега е преминато на кај бизнис. Централизирано таму заради инвестиции и сето тоа. И сакав да се надоврзам на тоа, мислам дека моментално
според мене, барам, по мои очи, најинтересната работа што се случува е не само развојот на овие модели, туку и навистина експериментирањето што се случува со нив. Затоа што секој ден, јас барам навикам да читам, не знам, Hacker News или ова, секој ден има некој нов стартап, секој ден има некој нов open source проект, секој ден има нешто ново. Стварно, некои работи кои што не би ти ни текнале, дека може да се изведат, и особено тоа најчесто иде од комбинација на повише модели, од комбинација на повише пристапи. Дали тоа било различните пристапи за невронски мрежи или што и да било. И затоа мислам дека еден од начините кои што стварно игра многу голема улога е експериментирањето, и тие особено пример што Stable Diffusion на пример е open source модел. Да, тоа е. Сето тоа е достапно, многу повише од колку претходно, особено со хардверите сега, што се многу подостапни, мислам, се уште треба, многу голем хардвер. Не битно на Google Colab или на такви на Amazon, можеш за $10 да си платиш и да пробаш нешто. Да, и тоа сакав да кажам, мислам дека тоа и треба да се стимулира уште повише. Мислам, ова Base 42 како место е и за тоа потекнато. Една интересна прича е дека пред една недела од прилика пуштивме, скоцкавме една брзинка некој Discord бот, кој што во позадина користи Lama, и тоа е хостирано тука, уствари, во сервер рекот таму. Супер, браво. Да, и е интересен начин како експеримент. Цело ова е open source и ја би охрабрил било кој што е заинтересиран за тоа да се приклучи на ваквите проекти. Ова специфично као место и као иницијатива е направено за да има експериментирање, да има соработка со луѓето. Не да биде цело тоа концентрирано во компании, туку да биде, или па и на факултет, него да биде едноставно дистрибуирано, децентрализирано, да може било каде да се случува. Со тоа и инфраструктура за хостирање на тие ствари, која што е самоделска направена така. И моментално имаме еден лаптоп кој што може да го хостира тоа, ама дај Боже, натаму со мала инфраструктура за тренирање. Тоа би било мило да го изведеме. Ете, супер, да, одлично. Инаку, навистина, многу интересна презентација, особено овие последните модели се стварно и се. Добро, да, фала. Да, преска не кажуваш, тука повеќе да се програмери. Да, некои тоа го сметаат за проклетство, да ме треба цело време да учиш, ама вие сватате од тоа како благослов. Тоа ве одржува млади, сметате така цело време, значи учи ново, има многу интересни работи. Од тој аспект на Финки сме многу успешни, што ги учиме како да бидат флексибилни, како да учат натаму било што ќе се појави. И тоа не се плашиме од вештачка интелигенција дека ќе ги замени програмерите, тоа не верувам дека тоа скоро. Во вашиот живот тоа нема да се случи, не се секирете. Сори да ви дај Господ, може да го продолжи животот под неограничено. Па ќе се случи тогаш. Вештачка интелигенција ќе го продолжи животот, да. Ќе открие. Дај Боже да открие. Но зошто? Бидејќи вештачка интелигенција и во овој момент може да програмира, да ти дава решение, ама ти кога ќе го прашаш како беше ова, ти тоа што не сакаш да го памтиш уствари, па што ќе го бараш, порано беше чекај на Google, Stack Overflow или не знам таму, па читаш индијци што пишувале и се, па не е соодветната верзија, не ти одговара тебе. Сега за таквите прашања ти ќе можеш да прашаш некој што е добро обучен и што ќе ги сведи тие работи, ќе ти каже, слушај, за твојата верзија ова треба, не зези, не треба тоа, ај, супер. И ти после продолжуваш и си програмираш прај. А доека па ќе дојде ред, значи, за големи шеми, големи некои системи, големи структури, се уште вештачка интелигенција е далеко од тоа ниво за да разбере еден таков комплетен систем. Тоа пак е поврзано со релациите, со Душко што го коментиравме и така натаму. Тоа мислам дека ќе им треба уште, не знам, барем уште 5 години. Па не малку е. Скоро е тоа. Ама како и да е, ние на Финки сме ве обучиле вас да бидете флексибилни. Шо и да е, нешто друго ќе измисли, ќе биде интересно и вие на крајот на краишта сте способни да учите, ако треба и медицина, ако треба неки, не знам, економија, право, било и тоа ќе го научите, тоа ќе го совладате, има вие да бидете предводници што ќе применуваат оваквите технологии во тоа другото и пак ќе бидеме пред другите. И така, тоа ќе потрае, не се крете.
Уште некоја прашања? Професоре, ви благодарам уште еднаш. И беше чест, да.